Бест Скопје е организација што ја движат студенти и прават нешта што се на ниво на европски стандарди. Летен академски курс гости од цела Европа, предавање по роботика и вештачка интелигенција и сето тоа тука дома, односно во Скопје. Со нас утрово се Ангела Сербиновска и Томи Богоевски, дел од тимот кој стои зад организацијата на летниот академски курс 2025 година. Добро утро и добре ни дојдовте. Здраво. Јас се извинувам што ве разбудивме рано, од 7 часот. Ангела ми кажа станата од 5. Често станувате вака рано или нормално време за еден студент околу 7-8 часот? Па, стануваме и порано кога треба. Кога има испити или кога не се спие најверојатно по цела ноќ кога се учи. Ајде, за почеток кажете ни што точно представува летниот академски курс, што ќе се случува од 6 до 14 јули. Значи јас прашањата ги поставам до двајцата, па може и да се надоврзувате. Па, летниот академски курс е еден настан кој е дизајниран специфично да ги сплоти роботиката, забавните настани и културната размена. Ке се одвива од 6 до 14 јули во просториите на нашиот партнер факултет, факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ. Студентите ќе имаат шанса да слушаат предавања и сесии од врвни професори на тема роботика и така да се запознаат и повеќе да навлезат во таа тема. И ги апелираме сите студенти кои се заинтересирани за оваа гранка да се пријават на нашата форма. Темата годинава е навистина актуелна, роботика и вештачка интелигенција. Што конкретно ќе учат студентите и како ќе изгледа еден ден поминат на овој курс? Да, па уште кога комунициравме со професорите од ФЕИТ, кога го правевме, кога го организиравме силабусот, гледавме предавањата да бидат така поинтересни, поинтерактивни, да не бидат само теорија, а со тоа што повеќе ќе ставиме фокус на мобилната роботика. И освен тоа ќе имаме и професор од Словенија кој ќе предава за подморска роботика и исто така ќе имаме инженер од Microsoft компанијата кој што ќе предава повеќе така за роботика на лента, за производствена роботика и слично. И освен тоа нели ќе имаме интерактивни задачи со роботчиња, така да се имат по практична работа на некој начин, да не биде интересно, да не биде само слушање туку. Да не биде само слушање, да. Кој може да се пријави како учесник и зошто не треба да се пропушти еден ваков летен академски курс? Па, формата е отворена за сите студенти кои студираат на додипломските студии на факултетите на Универзитетот Кирил и Методи. Нема потреба никакво презнаење на оваа тема, значи предавањата се адаптирани на сите нивоа на претходно знаење. Единствен критериум е да се биде студент на УКИМ. Значи може да се пријават од сите факултети на УКИМ. Така. Колку студенти од странство доаѓаат, од каде се, како реагираат, кога ќе пристигнат тука? Имаме 21 учесник од цела Европа ќе имаме, значи имаме од Шпанија, имаме од Португалија доста, од Романија имаме, и од Украина имаме од доста од сите земји од Европа. Многу се сите љубопитни за Македонија, дека не се толку запознаени со нашата држава и општо е така, ние како македонци сме многу гостопримливи и сакаме да се забавуваме, да се журкаме и да се социализираме и многу име секој пат фино кога и да дојдат. И освен тоа на некој начин овој курс не е само ние сите да се учиме, и нетворкинг и имаме многу убава културна размена на некој начин. Така што е многу интересно. Имате план сигурно и каде ќе ги прошетате, претпоставувам. Да. Ќе си ги шетаме низ Скопје, имаме спремно социјални активности низ Скопје, на крај сега кога ќе отидеме и во Битола, планираме да им го покажеме, така што супер. Битола е одличен избор. Покрај предавањата, да кажеме дека имате и културна програма, забави, запознавање со градовите, па ајде нешто повеќе и околу таа страна на овој курс и оваа академија? Па така ќе имаме, значи, една тура низ градот Скопје, некои познати знаменитости како што се музеи, мостови, старата чаршија на Скопје. Исто така е планирано викенд патување во Битола, каде што исто ќе може да се запознаат со некои познати институции во Битола, музеи. Исто така се планирани денски и вечерни забави и ние ќе се потрудиме да се поминат што е можно понезаборавно. Така. Како се одвива соработката со ФЕИТ и професорите и колку е важно ова за младите кои се заинтересирани за IT и технолошки науки?
Со работката со ФЕД морам да кажам дека сите сме многу позитивно задоволни, а професорите уште на почетокот, кога почнавме со организирање на настанот, беа премногу ентузијастични да го споделат своето знаење со студенти наши и плюс и странски студенти. А со тоа што мислам дека овој курс онака конкретно за теоријата е доста важен затоа што летни академски школи немаме толку моментално, а организирани со студенти, ние како студенти знаеме најдобро што е актуелно моментално во наша генерација и освен тоа пробаме навистина интересни предавања направиме и мислам дека сите си збориме роботика и звучи како нешто магично и сега можат конечно луѓе да се запознаат со како работи тој дел усвари од животот, дека мислам дека цела индустрија иде натака кон роботика. Так. Што значи овој курс за еден студент што сака да се развива и зошто е поинаков од класичен семинар или факултетска настава? Јас би рекла дека е уникатен овој настан, бидејќи ние како студенти не секојдневно имаме таа шанса да се запознаеме со 20 луѓе кои исто така ја делат нашата мисија и визија и се спремни и тие да научат нешто ново и да се забавуваат и да го прошират својот видик и така на некој начин да се сплотиме сите во една целина. Без Скопје постои со години, што ве мотивира сите заедно како тим да продолжите да работите и да креирате вакви нешта? Која ви е мотивацијата? По организацијата ние сме, како што кажавме, студенти, сите овие настани ние студентите ги правиме за студенти и мотивацијата е едноставно да знаеш дека си направил нешто добро, дека си помогнал на други луѓе. Мислам дека нема нешто поиспонително од тоа и мислам дека тоа не води уште од почетокот на самата студентска организација без до сега продолжува, влијаме на други, после тие доаѓаат, тие продолжуваат да влијаат на други и така од колено на колено се продолжува. И мислам дека нема ништо побаво од тоа да работаме и со Ангела и со мојот кортим. Едноставно нема поголемо задоволство да излезеш од комфортната зона и да развиваш меки вештини, тврди вештини и се понатака. Тоа е многу важно, посебно за еден студент. Со какви други активности се занимавате преку годината, освен еве овој летен академски курс? Организацијата на него, претпоставам имате и други активности. Да, организираме сајми за вработување, хакатон, симпозиум за едукација, мотивацијски викенди. Многу често се собираме и ние како друштво и надворот, сите тие активности, социјални активности се дружиме, така да може да се каже дека сме едно големо семејство. Да. Најважно, зошто според вас е важно студентите да бидат активни надвор од предавањата? Па мислам дека е што многу вие учите од овие неформални работи? Да. Битно е затоа што веќе ние ќе завршиме на пример факултет, ќе се здобиеме со теоретско знаење, но понатака еден ден ќе треба ние сепак да работиме во некоја фирма, а во фирмите е многу важно ние да знаеме како да комуницираме сепак со луѓе. Тие комуникацијски вештини, работа со луѓе, тие меки вештини што упорно ги зборуваме, најмногу мислам се развиваат во вакви околности како во студентска организација, не мора еве конкретно во БЕСТ, во било каква студентска организација општо преку волонтирање, веќе со тоа волонтирање не добиваш цената всушност на тоа волонтирање е самото искуство и затоа мислам дека треба сите да пробуваме упорно да се подобриме и да излеземе надвор од комфортната зона. До кога трае пријавувањето? Каде може заинтересираните да добијат повеќе детали? Пријавувањето трае до 20 јуни. Заинтересираните може да се пријават на формата во нашиот био на Инстаграм без Скопје. Исто така може да се обратат во приватна порака на Инстаграм или на Фејсбук или на LinkedIn може. Доколку имаат било какви прашања или имаат потреба од помош за мотивацијското писмо, тука сме да одговориме. Така, и за крај ако треба да ги убедите студентите во една реченица, зошто да се пријават? Интересно е, забавно е, учиш многу ствари, се запознаваш со премногу луѓе од многу култури, правиш другари и нема причина зашто да не е реално. Летово сите сме слободни, немаме, генерално се надевам, сите си ги изчистија испитите, така што нема друго. Време е за дружба и учење. Време е за дружба. Ангела? Па штета е да се пропушти една ваква шанса каде што може многу да се научи, може многу пријателства да се стекнат и едноставно да се опуштиме после испитната сесија. Ви благодарам за тоа што ни бевте дел од Македонија наутро. Ќе ги следиме вашите активности, па ве очекуваме повторно на гости за нов проект. И благодарам на вас. Благодариме.